Да. Гостите се веќе во студиото на телевизија Нова и ви кажа веќе дека секогаш сме тука да зборуваме за позитивни и убави примери. Имаме еден таков. Андреј Стојановски неговото име. Треба да сме сите горди како македонци што го имаме како граѓанин на Република Македонија. Тој ова утро заедно со неговиот татко Никола Стојановски во студиото на телевизија Нова. Добро утро, добре ни дојдовте. Да. Добре ни дојдовте. Никола, ќе бидете тука повеќе да ни кажете што се беше или каква беше вашата приказна да најдете најсоодветен начин вашиот Андреј, нели, да добие соодветно и образование, а потоа и она што се вика, нели, некој спорт па да се најде таму. Андреј е дете кое што има оштетен слух, но тоа не му пречи да биде прв, втор, па и трет понекогаш само меѓу сите светски големи луѓе и познати пливачи. Каква беше вашата приказна или како, ајде да тргнеме со вас, нели? Кога вие или зошто токму пливањето беше избор за Андреј? Па дојде спонтано, случајно дојде сето тоа. Ние како родители пробувавме во повеќе спортови, бидејќи ги гледавме, ги следевме неговите физички предиспозиции како растеше и дека имаше потреба каде да ја троши таа вишок на енергија. Значи се обидовме во повеќе спортови, но во тоа време владеа некои стереотипи и за жал наидовме на многу затворени врати додека ке пливањето први почнавме сами да го носиме на базен, затоа потоа сосема случајно да стапиме во контакт со неговиот тогашен тренер Маријан Соколовски Мане и да го прифати без никакви проблеми и да го вклучи. Поздрав до тренерот Мане и голема благодарност, ние му сме стално благодарни, тоа го истакнуваме. Да. Што ви кажа тој? Како ви кажа дека може, дека ќе работи со Андреј? Па тој ни кажа дека веќе има некој искуство, работел во претходните години тоа беше некаде 2002 кога ние почнавме да тренираме. Дека имал некој искуство со лица со посебни disability people или деца во Лондон работел и дека не му представува никаков проблем да работи со Андреј. Бидејќи Андреј веќе и знаеше делумно да плива, само не ги имаше тие техники сега што ги владе. И сега може ли да го прашате вие, Андреј, односно вие да ни помогнете во одговорот негов, како до светски успех, како се доаѓа до светски успех, Андреј? Како ти до светски успех, како стигна? Рецептот е едноставен, многу работа и само работа и многу откажување. Навистина, да. Може да го прашате сега кои се неговите планови, кои се плановите Андреј за оваа сезона? За ова, за сега и за таа година, кои се твоите планови? Да. Сега он погрешно ме протолкува, се извинуваме, ни кажа дека на 8 години почнал да плива. Добро, може и така можеме да отвориме приказната. Добро. Нека продолжи тогаш со приказната, нека ни раскаже неговата приказна. Продолжи. Тренира, тогаш почнал со 5 тренинзи, за сега да тренира. Колку сега? Колку тренира сега? Да. Во почетокот со тато и со мама, тоа она што го кажаха, сега тренира 12 пати во неделата во базен и 5 суви тренинзи. 12 пати во базен и 5 суви тренинзи? Па да, 6 дена по 2 тренинга са бајле по планне и измеѓу уште 5 еден ден е као по релакс, 5 тренинзи, дали во теретана, дали во фитнес клуб. Да. Се кажете ни, тато Никола, вие кога видовте дека нели тука е потенцијалот, тука е талентот, колку одрекување или колку повеќе вложувања требаше за да се успее? Па видете, како и ние сме го третирале и се уште го третираме како секој друг спортист што е. Во семејството имаме 3 деца и тие се, мислам, со Андреј 3. И тие се, керката повеќе не плива, најмалиот се уште тренира. Андреј тука да. Мислам во однос на спортот тренира, сите се надпреварува и беа успешни. Нормален третман, многу откажување, за жал овој спорт не е многу поддржан. Тоа сакам да ве прашам следно, значи дали е Андреј задоволен од тоа
колку му помогна Македонија, колку му помогна федерацијата, градот, се што беше потребно? Државата Македонија, колку ти помогнате? Македонија, спорт, Добро. Пар. Да. Значи, за жал да ќе го протолкувам. Се разбрав. Агенцијата за млади и спорт од секојаш ни помагала и се уште ни помага. Андре е спортист со светска категорија прогласен, со тоа и е корисник на стипендија во наредните 4 години и секој се продолжува кој ќе постигне резултат од светска категорија. Да, и толку таму завршува приказната? Агенцијата е толку е и законски во можност да помага. Значи, она ни обезбедува учество на надпреварите, делумно понекогаш кога можат и припреми повеќе, кога не и помалку. Со опрема некоја каква таква малку помага. А Националната спортска федерација за глуви, каде што сме членови, преку која застапуваме Македонија на надпреварите за глуви и лица со оштетени слух, не е во можност многу да ни помага, затоа што и она е сиромашна федерација, но затоа ни помага логистички, со техничка поддршка. А градот Скопје се уште тоа беше неговата гестикулација. Дека не е тука за помош. Не сме влезени во програмата на градот Скопје. И сега, нели, не треба да прашам, но задоволен ли е Андреј од достига постигнатите успеси? Дали може да наброиме, да наведеме некои успеси, затоа што не секој утро ќе го имаме овде во телевизија Нова? Ти, колку си среќен за успехот што ти имаш? Сетам, Добро. А ти, успех што имаш? Второ место? Во сад? Значи, Андре е се уште актуелен вице-шампион од светското првенство во Соединетите Американски држави, кој се одржа 2015 во Сан Антонио. 1500 метри, така беше? На 1500 метри беше втор. Имаше уште 3-4 финалиња, што е и тоа самото успех. Значи, еве ќе искористам приликата да кажам дека Андре од 2009 откако се надпреварува на тие настаните, веќе има трета олимпијада, бележи успеси. Од првата беше во полуфинале, за потоа да бидеме во 3-4 дисциплини во финале. Истото сега и на последната имаше 3 финалиња, 3 трки, 3 финалиња, со тоа што едната беше 4, 5 и 8. Супер. Која беше првата трка на која што вие бевте најгорд, да речеме, која што вака ќе ја паметите? Веројатно се тоа, еве сега овие најголемите, да речеме, трки, најдобрите резултати, но за вас лично, која беше трката која што ви оставила најмногу впечаток? Па секако светското првенство во Сан Антонио, Ова што го второто споменавме место, сега, да, во 2015 година. Бивте со него? Не, беше со тренерот, тоа сака многу средства и да, нашиот буџет е толку можеме да му овозможиме. Секако таа, со почетокот ние имавме амбиции на локално ниво, да ете така да се обидете да видите до каде што како може. Да, Андре меѓу другото и државен првак во повеќе дисциплини. Он се надпреварува и е член на Пливачката федерација на Македонија, на клубот Бета, и се надпреварува, учествува на многу митинзи. Имаме од регионот многу медали и од домашно и настапи. Ама сепак ова би го истакнал како најголем успех. Кој ви се јави тренерот да ви каже за успехот? Дознавте преку медиумите како да ја работите? Го следевме на интернет, имаше директен пренос. Со некоја временска разлика кај нас беше помеѓ, кај нив беше некаде 7 сати порано. И така. Значи ја следевме трката, таа е долга трка и имаше солзи радосници? Па имаше многу. Беше поготово кај мајка му Славка и
Да. И кога сме кај тоа, како вие се однесувате, рековте дека го се однесувате како и секое нормално, нели како и секое друго дете, но дека Андре е посебен и дека треба да му симнеме капа сите ние, е и тоа што тој освен што е одличен пливач, нели, постигнува големи резултати, тој е и многу добар ученик, односно сега веќе студент. Да, многу откажување, многу работа, многу добро, посветеност. Добро, сега тоа веќе го кажавме, ама тоа нели треба некој да најде сила? Еве, јас отварам, ве прашувам вас, драги, 2402-005 и 2402-002. Може отворено да поканиме сите оние кои што сакаат да ни кажат и еве вака да слушнете колкава ќе биде бројката на луѓе кои што ќе кажат браво дете, продолжи понатаму, но сите ние веројатно треба да спомогнеме сила и да кажеме дај да му помогнеме на детето да продолжи натаму. Значи, амбициите доаѓаат од него. Ние се обидуваме да го следиме, порано ние го потурнувавме, пробувавме да му дадиме насоки, ама потоа стана преамбициозен, што понекогаш нас не е проблем. Пробуваме малку тие негови амбиции да запре. Па имаме проблем генерално кога иде на надпревари, он е голем фајтер и тешко прифаќа да учествува само на 2 на 3 трки. Тоа и го имавме оваа година проблем, он имаше амбиции да настапи во 6 дисциплини. Несомнено дека ќе имаше повеќе финалиња, ама дали ќе ги постигнеше тие резултати. Тоа е тоа, така и во животот, така и во школото. Он е студент на финки, еве сега запиша 7 семестар, се бори. И ми рековте дека најтешкиот одсек го избра? Па да, доста тежок, каде што се тие некои предмети поради кои многу студенти го менуваат од сето. Да. Ама се бори, не се откажува. Има некој што може да му помогне кога е финки во прашање? Нема. Дома? Па дома морам да ја пофалам супругата. Да, мора да ја пофалам супругата, ја користам таа прилика и да се заблагодарам. Таа му помага? Да, таа најмногу му помага. Јас сега колку можам во другите погледи, ама и он многу учи, многу се откажува. Да не ви ја кажам која е агендата, мислам негова дневна. Не, ќе ни ја кажете, тука сме за кажување, но имаме некого веќе на линија и спровоциравме, тоа е целта на оваа отворена утринска програма. Јас мислам дека не секој ден можеме да чуеме вакви убави позитивни приказни. Добро утро, велам кому? Добро утро и ви посакувам убав ден, погото на гостите. Го поздравам првакот во пливање, Андрејчо, бидејќи тој е еден и мој ученик на времето кога првите чекори ги почна да ги плива о базенот Карпуш. Ја му бев еден од првите, а моите синови Илија и Ненад вторите. Мило ми е и драго што преиде во таков врвен пливач, што значи дека откажувањето негово не е заудно, туку е еден од амбициозните, од малечко уште го потражиравме дека он ќе биде добар и квалитетен спортиста, добар ученик и добар студент. Му се заблагодаруваме како членови од пливачкиот клуб Младост, поготоа на неговите родители кои многу вложија труд, многу искрени желби за напредок. Сакам уште еднаш да го пофалам, да му посакам све наубаво во животот, да продолжи со работата, бидејќи неговиот успех и наш успех на цела Македонија. Да. Благодарам. Да, само уште нешто. Знам, ве гледам дека емоциите ви се тука некаде при крај. Нема да заплачеме заедно, но сакам да ве прашам како или кој начинот сите ние да му помогнеме. Ајде да ми кажете, еве вие сте дел од тоа пливање, како можеме да помогнеме? Мислам дека како македонската јавност. Така е, може да помогне. Да, и сите оние што се, да речеме, помоćни предпријатија, установи, без разлика на тоа, не би сакал сега некој да пофалам или некој да кажуваме, бидејќи за вакви дечиња треба самото општество, самата држава да учествува, бидејќи тоа е нашата и гордост. Така е, да. Ви благодарам за јавувањето. Продолжете да не следите, веројатно ќе има уште некои работи кои што не сте ги чуле за Андре во меѓувреме. Да. Ви благодарам уште еднаш, значи кој е ова? Професор Ивановски. Ова е професор Ивановски, да. Може да ми кажете, тато Никола, вака кога ќе слушнете, ве гледам дека сте скромен и дека нема вие никогаш да побарате помош, но како можеме, навистина еве сега, како можеме ние сите да помогнеме? Видете, пливањето е спорт кај што сака многу средства. Ние сме свесни колку може Македонија
како држава да даде. Добро. Значи, некои попаметни од нас холанѓаните, веќе ги спомнам, направиле некоја студија колку кошта спортовите во олимписки циклус од 4 години. Испаѓа дека пливањето е најскап спорт, што некои си 4 милиони евра во олимписки циклус по поединец. Ние сме свесни дека тоа и затоа е можда и таа наша скромност. Но сепак може да се постигнат резултати, малку кај нас фали таа системска организација, значи поставеност на системот. И кога ќе влезе некој спортист во системот, без разлика, се може да се направи со помалку средства, кај нас фалат сепак тие некои работи, поддршка од медицински тим, од припреми на време направени, овозможени. Тоа е. Андре, за жал, се надпреварува, таргетот му е во спортот кај што се глувите. Бидејќи таму постигнува светски резултати. За жал, он во Македонија е единствен пливач, доколку би имало повеќе, би биле како тим и би им се возможеле тимска работа да идат и на припреми. А овдека сепак зависиме од агендата и на другите негови другари од клубот, секогаш тие не се со исти датуми и затоа настануваат тие проблеми. Да, ние ги правиме припремите заедничко, а сега он настапува да речеме 7-ми, другарот 8-ми месец и сега тука се промашува малку, ама ете. Може и таа е цената што ја плаќаме на тие. Да, туку како му објаснувате дека не може да на сите тие надпревари некои што сакаат да овде, велите самиот сака, нели има порив на победник да речеме или на учесник и да покаже и докаже дека уме. Он да има секој викенд надпревар би учествувал, да. Ама тоа би го истрошило премногу и се обидуваме еве оваа година, малку ќе закочиме, ќе кренеме рачна, бидејќи следната година ни е европското во Полска. И уште од сега се обидуваме да обезбедиме средства за припреми, значи ќе ги направиме програмите. Несомнено дека агенцијата ќе не поддржи, имаме. Колку средства ви требаат, може ли вака јавно да кажеме? Не сериозно, јавно отворена програма, многу се средствата се многу големи се. Од прилика. Па сега треба да нагодувам, ама многу средства. Повеќе од 100.000? Мислите евра? Евра? Па и повеќе може би. И повеќе може би, да. Ги повикувам јавно сите оние кои што може би не следат во мигов, кој колку може. Можеме така? Или не сакаме така? Не е тоа. Јас мислам дека треба да во држава системот да профункционира. Добро. Значи агенцијата може да помогне, треба да помогне и државата. Помага. Добро. Еве сега на пример, не знам од кои причини Олимпискиот комитет не се вклучува во поддршката. Ние сме се обратиле неколку пати. Не за финансиски средства, него за чисто поддршка или слушаме дека МОК има подпишано договор со повеќе држави каде што спортистите можат со овластена цена, привилегирана цена да се подготвуваат да ги прават тие припреми. Ама наоѓаме на затворена врата, сега вака можда ќе звуча малку, ама тоа е тоа. Тоа е вистината. И ќе им кажеме да ги отворат вратите. Да се кара никого, знаеш, тоа е тоа. Треба да имаат слухтија за. Па не знам од кои причини. Стварно, он постигнува резултати и на некој начин се осеќаме ние како родители дека ги омалуважуваат неговите успеси и дека е деградиран во тој поглед. Така. Може ли да го прашате Андреј како изгледаат тренинзите или како изгледа агенда на еден негов ден заедно со Финки, се заедно тука? Ти кога стануваш, колку сати почнуваш со пливање, со учење, како однес? Значи станува во 7 часот наутро, оди на базен, до 9:30 плива, оди на факултет на Финки, зависи од денот кога има за слушање или за вежби, доаѓа дома, користи секој момент да се одмори, да јади, малку тоа е, на 20 до 30 минути, потоа оди во теретана, вежба,
Потоа оди на втор тренинг во базен од 5 до 7. Доаѓа дома да јаде, учи до 23 часот, до 23 часот и после одмара за следниот ден да го издржи денот. Добро. Тоа е тоа, мислам. Тоа е тоа, да. Тоа е. Значи, време Сега веќе и друго- самиот оди или вие го носите се уште? Како не, да тргнете? Андре вози, мислам, има вози? возачка дозвола, Супер. да, веќе 5-та година. Со наполнети 18 години почна да зема часови и положи од прва. Супер. Да, да. Да. И си функционира, си има своја кола и стигнува секаде. Да. Среќа базенот и факултетот му се многу близко. Близко, па може да Да, стигне да. секаде. Да. Добро, а прашате го дали има време за себе? Време за себе, Андреј. Ти. Знам дека нема. Шеташ, имаш време? Време. Значи, премногу работа и видете, тоа не дека нема друштво, ама... Сакам и тој дел да го споменеме, да ни го значи, објасни. излегувањето негово е ограничено затоа што он си има зацртано дека треба пред полноги да е во кревет за да може утрешниот ден Да го испланира да го цел како што испланира треба по цел како агенда, што да. му треба. Недела му е ден за одмор и тој да го користи за учење, затоа што Финки е доста тежок факултет, сака многу. Кога сме кај факултетот, какви се оценките? Па сега не се некои... Не се десетки, да, десетки, ама се деветки, оценки- има шестки, седмици и Така. осмици има. Значи, тоа е електронски Смера, претежно добро. полага и писмена, тоа е. Што сака да биде кога ќе заврши Финки? Да остане во пливањето, да стане информатичар, како ќе се делат обврските тогаш? Ти, случај кој ќе завршиш, што сакаш да работиш? Не? Аха. Тоа е тоа, неговите амбиции. Он вика, кога ќе го завршам овој факултет, Што ќе се запише на втор? ќе се запишам да бидам тренер, сака да биде да го тренер да заврши биде. на втор факултет, дали ќе биде тоа на ДИФ или на виша тренерска, не знам. И вие се насмеавте, само што правиме сега Тоа со е амбициите и неговите амбиции се низапирањето. тие, ние ги Да. знаеме, ама Ама, па тоа е сега, кој како има зацртано во животот. мора да го следите. Паток е тежок, ви кажав, многу откажување. И кога излегува со другарите, они продолжуваат, он се враќа. Да. Може ли да ни објасни како изгледа, на пример во Сан Антонио, така беше во САД, да. И сега да се договориме дека тоа воопшто не е за подценување Олимпијада или светско првенство, дека нели Видите, се само резултатот е светски висе шампион. така, да, Сега да. кој ќе го омаловажи? Да, не, Нека му зборувам се и за земат тие кои честа. што му се конкуренти, така? Конкуренцијата? Конкуренцијата е, што да ви кажам, тоа се светски сили кои што се и во пливањето далеку пред нас. Ти да бидиш пред американец, британец, сега тие Русин. што русин, украинец или француз, јапонец, тоа се светски велесили кои што многу вложуваат, што ние не можеме да си замислиме и Австралија е таа една од тие земји. Ама ете, некако успеваме, се пробиваме, влегуваме таму. Дори он имаше добиена една награда мотивациона која беше на првото светско првенство 2011 и они се запрашуваа од Светската федерација, ние доделија. Encouragement Award беше таа, прва некоја плакета што ја доби, така што можеби го потикне и го Така. потурна да иде понатака. И они се запрашува како една држава Македонија која има само еден вака успешен спортист што влегува, што им пркоси на овие светски сили, дозволува да остани само со еден спортист. Еве јас пак ќе искористам прилика, веќе многу години апелирам на родителите на децата со оштетен слух да ги Да не ги оставаат, да ги поддржуваат, да, на маргините на општеството никаде. Па да, така, еве, ние сме им стоеле на располагање и клубот кај што тренираме Бета има отворени врати. Ги покануваме, нека дојдат, Андреј ќе им
помага, Да. се нафаќа, од секогаш се нафаќал, само да не бидеме заборавени после тоа, како што сме сега моментално во пливањето после Александар Маленко. Да. Заборавивме Провалија дека постои надолу, и воопшто тоа е тоа. пливање. Така е, да. Може ли да ми објасни се дружат ли таму сите или секој си нели во однос на тренинзи, во однос на преднадпреварите големи? Како да работите? Како стојат работите? Многу спонтано. Јас, Аха. например, сум бил на Учествувала? неколку надпревари со него. Еве и оваа година, како семејство, бевме да му дадеме поддршка во Самсун во Турција. Многу, мислам, они сега, еве, социјалните мрежи, Фейсбукот, они Така. се во секојдневна комуникација. Они секогаш Комуницираат после... цело време, Па да, да. секогаш после има другари, еве, што нон-стоп е од Полска, тој што е вице шампионот оваа година, што беше на и од Украина, има неколку и од Русија другари, што нон-стоп околу пливањето, каде што идеш, времињата си ги следат, секој си ги кажува резултатите. И тоа е тоа. Да. Дали има девојка, симпатија, има такво нешто, има време за љубов или нема време уште? Не дека нема време. Аха. Ти, девојка, имаш? Аха. Сега нема девојка, да, симпатија да, па сега Па сега ќе видиме ќе натаму. видиме понатака, да. Да, да, да. Апел порака до сите оние кои што нели треба не само деца кои што имаат оштетен слух или воопшто нели во таа група, туку воопшто пливање. Зошто е добро, тато Никола? Зошто да ги однесеме децата на пливање? Што научивте вие покрај Андре или Андре може да ни каже што е убавината во пливањето? Пливањето. Вика како прво полека. Прво полека. Да. Значи како прво помага во развојот. Добро. Да. Потоа? Добро. Тоа. Вика, пливањето е покрај развојот, е убаво и да научи секој да плива, зошто да не. А како трето вика е спорт кај што најмалку може да се случат спортски повреди. Така, да. Затоа што отпорот во водата нели е Аха. друг Да. и од тој аспект. Супер. Ке ни каже ли сега, затоа што не ве разбра на почетокот, може сега да се обидеме кои се неговите очекувања или кои се барем плановите за оваа сезона? Што да ни се случи на спортски план? Сезона сега ти до година. Што очекуваш? Што планираш? За медал. За медал. Да. Значи уште од сега, е следно европско првенство. Ќе работам уште повеќе, вика. Добро. Па амбициите му се медал и сонот е нели олимписки, како на секој спортист олимписки медал. Така. И кога сме кај тоа сонот, кој е неговиот најдобар резултат? И да ни каже за кој е сонот или кој е резултатот што сака да го постигне, нели, во тие постигнувања? Па сега нормално резултатот е Резултатот е тој кој што треба да се надмине, така. да, точно, Најдобриот негов неговиот. резултат кој е? Неговиот најдобар резултат моментално е на 400 слободно Добро. оваа сезона. И можеме да направиме прогресија. Ние секогаш и кога се договараме каде е прогресијата, зависи од временскиот период, нели? Мислам дека на 400 слободно можеме да направиме добра прогресија и дека е поконкурентен. Исто и на 400 мешано сега покажа добри резултати. Тоа е 4-тото место од Олимпијадава, што ја беше последна. На 400 слободно беше 5-ти, со тоа што направи некоја грешка во финалето. Тоа е тоа, тие трки се малку секоја грешка се казнува со одразува на резултатот. Така. Мислам дека можеше и подобро да исплива. Во квалификациите имаше подобро време, ама ете.
Да. На стартот направи мала грешка, после тоа тешко се компензира и пробуваме некои работи да ги во техниката малку нели се воведуваат новитети како во секој спорт, тоа треба да се следи работа. Да. И како е дома? Забавно е да го гледате вака како напредува, како? Забавно. А? Забавно, напорно да го следиш во чекорот, така? Видете, Андреј си функционира целосно Самостојно, така. Самостојно си функционира од аспект и да нема некој дома, он нема да остане гладен, знае што, како, околу исхраната веќе Знае дека Олимпијада треба да усвои, па сега за јадење. изверзиране и мислам неговата исхрана е сепак поинаква од другата, се придржува на тој режим максимално. Некогаш има исклучоци како сите што имаме, ама и си функционира све. Значи Да. Тоа е тоа. Колка ви се другите деца ваши? Сега како стојат работите? Колку се радуваме сите заедно како петорка дома? Кирката е сега бруцош на фармација се запиша, а најмалиот син е четврто оделение. Четврто оделение. Да. Супер дружба. И? Да. Па ете, поддршката доаѓа, сите идеме го бодриме, му даваме поддршка, бевме како семејство сега заедно сите. Без разлика, он си беше за отиден порано со тренерот, ние отидовме на надпреварите да го поддржуваме. И гледаме секогаш кога е некој битен надпревар да бидеме позади него. Да. И што е она што тој ви го кажува после секој тренинг или не знам, имате некаков совет да му дадете или веќе нема совет? Андреј е сам, тој си знае што сака. Не, има совет, ви плива кажам добро, дека плива добро. Плива добро, ама секогаш имаме некој некои работи што треба да ги поправаме, ке него иде малку потешко тие корекции, бидејќи е со комуникација ограничен, потешко им на тренерите, ке другите деца ќе ги запат, ќе викнат, или доека плива. Сега и во вода тука се малку сите ограничени со слушањето. Да, не се слуша, да. Да, не се слуша, ама сепак поинаку. Полесен на начинот на комуникација, да речеме. Па да, полесен е, објаснувањето ке него треба да го издвои. Ограничени сме и со време траење на тренингот и со простор во патеките. И тоа е тоа, кај него иде малку потешко тие корекции што треба да ги прави, а секогаш имаме некои новитети за да имаме подобри времиња. Добро, и сега ќе му дозволите да биде тренер, така? А тоа зависи од него, ние... Вие мора да го турнете уште малку. Сега ние како туркате до сега, туркавме, сега се обидуваме да го запираме малку. Одамна не сме тие што го насочуваме, сега он си ги планира работите како ќе идат понатака. Само покушаваме да му кажеме запри малку има и други работи во животот. Кога сме кај тоа други работи во животот, што ви вели тој? Еве прашате го, кои се другите работи за него во животот, освен финки и пливање? Што ни вели? Вели дека за се има време. Добро. Значи, сега е неговото време да докаже дека може, така некако? Да, сега ви кажав, значи, сонот за олимписки медал кај него е над се. И не се откажува од тоа, се надеваме дека сега ете. Некои работи можеби ќе се подсредат, ќе функционираме како општество малку по-организирано, а со само тоа и дека ќе направиме некоја прогресија. Така. Тоа е тоа. Да. Ви благодарам за учеството во отворената утринска програма. Јас не успеав да научам, а вие ќе ми помогнете како да му кажам благодарам? Ме разбира ако кажам благодарам, Андреј? Да. Фала, Андреј, да. Фала ти, да. Што си наш граѓанин и се надевам дека сите ние ќе ти дадеме многу поголема поддршка во иднина. Да. Ти благодарам. И од него. Да. Ви благодарам, тато Никола, за ова учество и се надевам дека ова е можеби најубавиот начин да им кажеме на сите дека не треба да запрат со соништата и дека ништо не е невозможно ако навистина се сака. Така ли? Па да, јас се надевам дека со ова наше учество во оваа емисија ќе поттикнеме некои луѓе да... Некои заспани. Па дали се заспани, дали се плашат дека нема да им се отвара патот така. Повеќето се уплашени. Ама еве се постигнува. Така. Мислам дека делувавме
мотивирачки. Мотивирачки, да, со една позитивна приказна. Да, ви благодарам уште еднаш. Јас, Андреј, на вистина ти посакувам олимписко злато да ни донесеш. Може? Ме разбра? Олимписка злато. Да? Да. Тоа е неговиот сон, Тоа е така? неговиот сон, Да. Ке го оценуваме заедно, верувам јас. Тоа е тоа. Да. Ви благодарам уште еднаш. Драги